Истинита приказна за 6-годишното момче кое стана жртва на трговија со луѓе. Кино Европа. Вечерва. 22 часот и 30 минути. Добро вечер во Кино Европа. Вечерва ќе ви го прикажеме рускиот филм Јарик, посветен на илјадници деца кои паднале во рацете на мафијата која тргува со човечки органи. Воедно емисијата му ја посветуваме на рускиот филм. Според енциклопедиите, најзначаен руски режисер е Сергеј Ејзенштајн. Тој е автор на култниот филм Крстосувачот Потемкин, кој е снимен уште во далечната 1925 година. За негов наследник се смета режисерот Андреј Тарковски, кој е воедно и нашата вечерашна филмска легенда. Јарик, која е снимена според вистинит настан. За овој нехуман однос кон децата и за филмот Јарик ќе зборуваме со Драги Змијанац од првата детска амбасада Мегеши. Господине Змијанац, вие имавте можност да го погледнете филмот кој ќе го гледаат нашите гледачи вечерва. Кажете ми како го доживеавте овој филм со оглед на тоа дека со години се занимавате со оваа проблематика? Филмот лично ме трогна, ме погоди од емотивен аспект како родител, но и како човек кој се занимава со заштита на правата на децата и нивниот најдобар интерес. Во оној миг на недоволна внимателност и будност на родителот кога го остава детето, 6-годишното дете во станицата само и притому дава упатства да ја чува торбата и мајката заминува да му обезбеди храна затоа што детето гледа околу како другите јадат и изгладнето, беше клучниот момент на невнимание кое за жал заврши трагично. Детето заврши во Западна европска болница каде што му извадија орган. Господине Змијанац, вие имате долгогодишно искуство со разни случаеви поврзани со деца. Кажете ми, дали ви се случило да имате сличен или може би ист случај како оној на малиот Јарик? Па малиот Јарик е еден од многуте случаеви во нашата борба за заштита на децата од најлоши форми на злоупотреба на детски труд. Тоа не е само питачење, не е само детска проституција, детска порнографија, туку и трговија со деца и детски органи, која е развиена како форма на остварување на профит за сметка на децата. Јас повторно ќе кажам, бев чудо невиден кога забележав дека во тој филм многу актери ја играа улогата, имено бев изненаден дека 62.000 деца за изминативе 5 години биле жртва на трговија со деца, детски органи, притоа полицијата тоа го проследува и го одобрува. Во филмот Јарик беше навестено дека децата се продаваат и се испраќаат во приватни клиники каде се злоупотребуваат за трансплантација на органи. Господине Змијанац, колку е расширен овој нехуман однос кај нас или во регионот? Изненадувачки е како може да постои таков систем на организирана трговија со деца и детски органи, каде што возрастни луѓе го работат тоа на сметка на децата заработуваат, а притор институциите на системот знаат или не знаат доволно да го превенират или сузбијат или да го спречат и го поддржуваат. Значи од етички и морален аспект е несватливо дека постојат такви луѓе кои со тоа се занимаваат. А второ, невнимателноста на родителите во овој филм скапо ќе го чини малиот Јарик. Иако морам да нагласам, тука имаше еден актер кој можеше да му помогне на ова дете со слична судбина. Поранешно дете без родител згрижен во институција, кој многу добро ги знаеше случувањата во руското општество. Верувам и во нашето општество постојат такви луѓе кои ги знаат каналите како што се случува, но неговата фасцинација и преокупација како да заработи преку коцка, комар, ја исклучи можноста на последен момент му помогне на детето и на вистина кога детето требаше да замине во друга земја, односно да се изврши таа трансплантација, беше
трагично за него како човек кој навистина може да спаси еден детски живот. Ми преостанува уште да ве поканам да останете со нас и заедно да ја погледнеме приказната за малиот Јарик.